Внимавајте да не е жишко, А зашто вака ти се згужува Золе факата? пи узола. Бивни сири. Сења тебе подо. Не. Јас јадам, знаеш, нема проблем. И да ми даеш рецепт за шербетот. Многу убав. Сериозно многу убав. И А ветерна како вода. знаеш ти шербет дали е убав? Кога не јадеш шербет? Бе, јас сум пробал, бе, сум рекол дека алергичен сум, се имам пробано. Ама не јадам, еве, бобе, не го одбив, јадам. Ти Ке благодарам. ми дојдат кресли кај мене, не се кире и јатки. Ке крка. Кај да е сега е периодот? Бе, козичките јагнецата. На здравје, нека ви господјо. Тоа беше нашиот десерт за денес. Шербетот. Шербетот. Ви благодарам многу, Олга, ета за дегустацијата и за убавата енергија. Сега одиме со подпечениот Колач и кремото да, мус од ананас. Кидаме прво мус од ананас, сладка павлака, сматена, на страна изблендиравме свеж ананас со малку свежо нане, малку ванила. Се до тоа заедно го споивме и ги наполнивме двете кори од ананас, дамата напредна убава декорација од ситно сецкан ананас и малку алва. Некако алвата не ми се вклупуваше во оваа комбинација, но ќе ви дам да пробате да видите дали може да иде заедно. Вака да. Поедете. Интересно, свежо, да. Јас сакам далечко. Да, на здраве нека ви. И направив еден интересен колач печен. Тоа е тесто од ананас, блендиран ананас со млеко, јајца, малку брашно внатре, пециво и ванилин шеќер. Тоа тесто го ставивме во едно тепсиче за печење и најдозгора наросивме така поголема количина на алва. Не очекував дека алвата ќе падне внатре, но ова што сакав да го добијам вака да ми загоре, не е случајно, туку намерно е направено, затоа го нагласив на самиот почеток. Да. Треба да е кремасто внатре, не треба да е скроз печено. Затоа и целата смеса која што ја ставивме беше доста течна, за разлика од обично тесто. Програми од прва категорија, наменети за целата публика. 22 кутии, 22 надпреварувачи, само едно прашање. Каде е милионот? $20,000 во кутија и $20,000 зема Милена. Всушност, тоа беше најголемата сума која што воопшто Милена можеше да ја земе во минатата емисија, просто среќата не беше на наша страна. И јас би рекла да не ни се повтори такво нешто, затоа што тоа беше всушност вечер на банкарот, но за среќа сепак на крајот си отидовме задоволни. Ова вечер очекувам многу повеќе пари. И тоа ако ќе кажам многу повеќе пари, мислам на 250,000 минимум, милион максимум. Односно, се извинувам, милион во кутијата, а максимум 2 милиони. Ете така. Драги наши гледачи, посакувам вам добра вечер. Знам дека се согласувате со се што кажав, па ајде да пуштиме среќа надпреварувачот кој што ќе го избере нашиот компјутер. Започнуваме со новото издание, да видиме кој ќе игра. Гоце, кутија број 5. Насмеан беше, ама не му се брза, уште еден апус. Ајде. Гоце Лозановски. Доаѓа од Скопје со одличен 5. Добра ви вечер, Гоце. Добро вечер. Добре ни дојдовте. Добре најдов. Ќе биде ли одличен 5 вечер во емисијата? Па, Какво е чувството? Ајде. чувството е, петка е школски супер, студентски. Не баш така Не баш супер, добро. Петката ми е поврзана со цел живот, жена ми е професорка, така да ностоп има некои барања петки за околу. петки, ваму таму и така да. Одлично. Тоа значи дека беше среќен кога ја извлече од петката? Па да. Беше така? Да. Добро, меѓутоа претпоставам дека имате некои, да кажам, посреќни броеви. Има ли нешто за чување или за отворање? Па, има и за чување, има и за отварање, има Значи, од се по нешто има. Има и стратегија. Стратегија има? И Ова сакам да го мајлија, слушнам. и све. Која е мајлијата? Па,
Ама илијата можда овој сат од колегите поклон за Вие сте млад пензионер, значи, и ова ви е за Да. пензионирањето. И Да, сега го да. сметаме за Амајлија. Амајлија и Па, браво. каишот, и каишот. Кајшот. Значи, подароците од колегите, колку време работите со колегите? Па доста време, али подароци има вака цела маса да ја наполниме. Значи, сте заслужиле. Па најверојатно. Ваша ли беше желбата да бидете дел од се или нешто? Па, така, малце комбинирано, затоа што жена ми е стварно фан на се или нешто, Драго ми е. може да магистрира на Навистина, секоја чест. Рековте професорка, по што професорка? по англиски. По англиски јазик и наш редовен гледач. Само жалам што не ја гледам во подршката, бидејќи гледам дека машка подршка сте Па била. да, она малце има од камери треба. Така, не сака многу да се слика јавно, а? Добро, ќе ја поздравиме подоцна. Во ред, Гоце, кажавме шема, стратегија поточно. Амајлија за петката и да не должиме многу, ќе кажеме само дека оваа петка или некој од оние бројки кои што Гоце ги чува, се надеваме дека ќе имаат нешто високо. Гоце не знае, ниту јас, ниту Гоце, ниту пак банкарот, не знаеме која сума во која кутија се наоѓа. Членове на дворешна комисија се задолжени за распределба на овие суми, така што Гоце отвора кутија како што тој сака, ја прода тоа кога тој сака. И се веднаш почна нешто од џебови вака да вади. Извадите ли нешто? Да, Што е тоа? одма. Само да видам што е тоа. Што е тоа, кажете? Компайлер. Што е? Компайлер, енкрипција, фаервол, како сакаш. Да видиме. И што правиме со тие? Па, вака ќе наредиме и ќе си бираме. Ќе влечете. Многу просто. Што да ви кажам, ајде, тоа е. Драги мои, чувајте си ги дланките, се надам дека навистина ќе им бидат потребни, затоа што очекуваме добра, одлична игра од нашиот Гоце Лозановски од Скопје, кој што веќе е подготвен да ја започне својата прва рунда. Прва рунда, 5 кутии, Гоце од Скопје. Па да видиме, ќе ги влечете, што ќе Ќе правите? влечем. Ајде. Што вели? О, вика десетка. Ја бараме десетката, кој е таму, Кимета е таму. Кимета. Кимета отвори Кимета отвари. Кимета десно, ајде. Браво! Одличен старт! Деветка. Деветка е Само полека, полека. Александар, Александр. отворија. Среќа. Висока е оваа. Добро. Првичната среќа малку ни ја анулираше оваа 100.000 дарка. А нема воопшто да размислувате за бројката кој ќе... Нема, Ќе некој што ги размислите. чувам, да. Бидејќи рековте дека имате и стратегија. Ајде. Да, стратегија, седумка. Број 7, таму е Марија. Марија, Ајде, Марија. отвори. Со среќа. Добро. И ова е малку високо. 250.000 милион се во игра, 3 отворени кутии. Ова е четворка. Игор. Таму е Игор. Игор, минатите емисии кажуваше дека ти чувствувал што има. Што мислиш сега за твојата чиста? Минатата емисија 100 прето милион сега. Отвори ја. 4.000, добро е. Ниско црвено. Уште една. Уште една. Така е. Ајде, уште една. Тоа е тројка. Нема никој. Билјана, отвори ја кутијата со број 3. Трека. Може. 10 денари, браво! Значи, што направивме вака? 2 сини отворивме, една ниска црвена, една од повисоките 35.000 и 100.000 плюс, но 250.000 и милион остана во игра. Имаше уште некој вака во оваа сезона, кој што не отвораше вака како се карти, така мислам, Да, оние карти. за табланети, така. Да. Знам дека некој дојде со бројчиња кои што Да, ги... кој Морам кажа. само да ви кажам дека не помина баш славно. Тој. Тој кој што играше, тој или негова таа, среќа, нека ме нели? поправи кој сака, не знам. Негова. Со влечење на бројките, без онака чекај што имал, што немал, не помина славно, меѓутоа се надам дека тоа ќе се пробав смени. некоја логика, некој алгоритам, нешто да откриеме, нема.
и онда Нема и рековте вака со напасот. среќа за среќа. Добро, Така. ајде. Добро вечер за ова машка екипа, момци, како сте? Добро вечер. Ајде да почнеме. Добро вечер, повелете. Јас сум Јани Станко од Крушево. Пријатели сте со Гоце одавна. Иначе не знам Гоце дали ви кажа, тој пишува песни, песната не спојува со него. Така, да, прочитав дека се занимава и со музика, и со пишување, и со ќе инструменти, ќе ни го каже за видиш, кратко. Од таму сте пријатели? Да, пријатели сте одавно, од Крушевска варијанта. Од Крушевска, а Гоце од Крушево ли потекнувате? Да, или од како? Крушево сум, да. Да. Видов, Лозановски предпоставува. Добро, Јани рековте? Јани, да. Да, драго ми е. Трајче Митревски од Крушево, живеам во Скопје. Така, уште еден другар од времето, Трајче? Или? Братуче. Братуче. Добро. И? Бојан од Скопје, сосед. Сосед. Да. Колку време? Долго ли време, Бојане? 3 години. 3 години. Дали е тоа некој пријателство, играте ли шах, може би Па, заедно, пре- карти, што правите? Прерасна во добро пријателство. Така? Па си меѓаме рецепти, како се вика, Рецепти за што? За за нели кујнски рецепти. Кујнски рецепти разменувате, а мене не ми давате еден рецепт. И исто си менуваме јадење, он ќе направи нешто, ќе сготви, ќе донеси, ја му носам и така. Секоја чест. Чекај, вие готвите? Бојан, ти готвиш. Да, Браво. Гоце, вие готвите? Па да. Јас само толку ќе кажам браво за старт, а после ќе прашувам. Специјалитет само торта со моркови. Со моркови. Е, така. Добро. После планирам да прашам ја. Спремна сум овде листови, пенкала, рецепти, книга. Знаеш дека пишувам за рецепти. Браво, момци. А сега банкарот за прв пат вечерва. Абе, мои луѓе, бе, готвачи, бе, прават рецепти. Се смее банкарот од таа страна. Многу е поздравува целата екипа и се разбира Гоце. Тортата од моркови. Абе, готово више, ја едва чекам да завршиме. Прво што правам, влагам укуина. Абе, нема не се пресоблечам. Само престилката, да не заборавам. Почуваме со 6000 денари Гоце, или? Со отворени 35 и 100.000, двете нависоки во игра. Кажи дали понудата... Не важи. Понудата не важи. Првата рунда си ја одигра сам влече, сам чита, сам отвора, се сам прави. Ве не ја да дозволите барем и да измешаат и карти на крајот на денот, ако... Ќе биде. Не мора, се шегувам, велам дали си во план, можеби план, и не да. треба, не знам, можеби не треба да се мешаат луѓето. Тоа е ваше право. А мое право е да ви кажам дека втора рунда е на прагот. Дека ги имате 250.000 милион. Сакам да прашам, имате ли сомнеш и надеж дека една од овие две се вашата петка? Не. Мислите дека немате Не, ништо? не. Ни Марија не мислеше дека има нешто високо, а имаше милион. Ја дурбев таму све ниско, ја мислам. Не еднаш високо? Не, ни еднаш. Така да, не знам зашто би го расипал просекот. Па може би е време да го расипеме просекот. Не. Втора рунда за Гоца. Повелете. Не вличате веќе? Па ја мислев дека вие нешто на мобилен правите. Не, јас мислев да не се премислите во меѓувреме. Не, двој. Добро. Кој е Ајде да двојка, видиме која има кутијата број 2, еве јас. Двојка, комшица. Ако таа влечи Кој има милиони, ама и двојка? кет. Ајде, Силвана. Твој. Добро е. Извини, Силвана. Ја сега би замолил, еве, број од комшија. Дајте му ги вака картите. Не, Симон. Шо има? Карти? Сите ве опреме со карти. Ајде, Бојан, вади картите. Не, ова е хит. Сега ќе извадите карти и ќе ги мешате, така? Не. Туку што? Не имам. Мислам дека има. Нешто по џебовиве слабо. Послабо. А што требаше да имате? Не. Карта. Оштева дама? Дама. 13-ка, така? 13. 13-ка. Ајде да видиме. Чекај малку. Ајде. Првата комшика. Весна отвори кутијата. Што ли ќе му отвори? Бојан, браво! Браво, Бојан!
со другиве двајца се подоцна, како е планот? Ќе дојде, да. Значи во секоја рунда по еден. Ајде, јас се ќе влечам, па ќе видим. А ова е деветка. Ја отворивме. Опа. А зашто имате две деветки имавте? Уф, пардон, ова е 19. Како 19? 19, да. Има едно мало, пошто нема нели 19 у картиве, па ја морав ќе застанам. Затоа се збуни. 19. Па затоа реков, ме знам дека до 14 е, до попот, така ли беше? 19. Добро. Ајде. 19, тамо е Марија. Марија, ќе биде ли нешто, сино? Да се надевам. Ајде. Браво, сино е. Трета кутија отворивме, титили беа сини луѓе, па браво, сина рунда, може. Сина рунда, еве, интересно, ги вклучи неговата поддршка, одлучи да имаат по една карта, имате и вие по една карта? Да. Еј, каква стратегија направиле. Добро, се надевам дека ќе функционира. Ќе ни кажете, Гоце, од каде се пензиониравте? Јас се пенсионирав од Македонски железници. Работевте како што? Во сектор за информатика работев како сите скалила ги помина. Така. И на крајот како раководител на сектор за информатичка поддршка се пензионирав. Така, вие сте инаку електроинженер. Да, електроинженер. Така, колку време бевте во железница? Па ја не менува многу живот. Една работа, една Тоа ли цена, беше? еден. Јас работа не менувам, се друго менувам. Добро. Значи вака, сакам да прашам каква е врската сега со музиката. Ајде кажувајте. Па со музиката, Хубаво ли е тоа? па уште од студентски денови пишував песни, па после научив да свиркам така на гитара, па почнав тие песни да ги правам, како се вика, како песни за пеење, така. Добро, дали некој има испејано ваша песна, некој пеач, пеачка? Па да, еве, на Јани Керката е професионалец музичар. Која е, што е пеач? Во група Бонадеа пее. Добро. И имавме еден многу убав проект, тоа беа 10 песни за Крушево. И тие се изведува за Илинден, мислам. Така. И тука се изведува, така да... Имаш и ваши песни? Па 10 песни за Крушево, сите 10 беа мои, само една на Јани Истина? Влашка песна. Браво, секоја чест. Власили сте вие? Не, ја не сум. Јани е. Јани Јован се вика, иначе правото име му е Јован, ама Крушево сите имаат партизански имиња. Така. Па така тој се вика Јован, овој се вика Танте. А иначе Танте е, како се вика, бизнисмен, има школа, автошкола. Каде? Овде во Скопје, така? Тука си живеете сега? Drive School се вика школата. Како? Така, преку... Инструктор се... Инструктори. Собственик инструктори се заедно, така? Беше инструктор, па во комисија, па после се отвори Така, своја во школа. Крушево си имате роднини, си имате пријатели, сите доволно. куќи имаме. Така, сите Така, да. минимум по една куќа таму. Па да, по една. На една од најубавите места во Македонија. Баш убаво, момци. А сега Гоце ја чека својата втора понуда, која што ќе биде сосема солидна. Банкарот, добро продолживме. Добри сте вели банкарот. Така, првата рунда не беше баш сјајна, ама ова беше одлична сина рунда. Па затоа од 6 на 16.000 денари вели банкарот. Убаво покачување на 6.000 денари, оправдано, очекувано, заслужено, 250.000 милион во игра. Кажи дали понудата ваша? Не ваше. Понудата ваша. Гоце, како ќе ја продолжиме третата рунда? 3 кути треба да отвориме, треба си повторно сина рунда. Кој е планот сега? Планот е со поддршка секи. Ајде. Е, прво Танте. Танте. Ајде, Танте. Не гледам од овде. Шеска ли е? Само малце полека Срболјуп. Значи, да видиме што има Танте кај него. Само да прашам, вие ги влечевте овие карти случајно? Не, Да, случајно не ги пред- дадете. Ви ги даде да влечете? Да. Тоа велам, да. На Значи, сега. влечено. Све е на сега. Срболјуп. Отвори ако ти е. Со среќа.
Браво! Ниско е. Да влечам. Да, како сакате? Ајде сега, последниот. Сега Јани, што е тоа? Джандар ли е? Джандар збира. Тоа е 12-ка. 12. Го имаме, таму е Джоле. Джоле, ти си джандар вечер. Да, и месецот кога сум роден, евој. Ова е милена бројка моја. Единица 12-ка и 22-ка. Кај не си? 3 мои бројки омилени. Ти ќе ги отвораш или ти ги чуваш во твојата игра? Ќе ги отворам. Ти ги отвориш. Да. Може? Може, ајде. Ајде, Ѓорѓи. Браво! Уште една чинам. Опа. Уште една. Овој не може. Овој кет се падна, ама не го отворам. Само да ви... Аха, што е со кецот сега? Со асот. Со асот. А тоа е, знаеш дека и 11-ка. Жена ми рече го сонува в кецот. Аха. Викаше, у кецот има телевизор. Имаше телевизор. Во незиниот сон. Во незиниот. Значи, може би ќе го погодите во 23-ката телевизорот. Па не знам, она вика у кецот сонува в телевизор. Вика. Како сакате, како мислите, така. Ова, 27. Кецу шеден, ама 27. 21, таму е Стефан. Стефан што влечи милиони. Влече милион. Стефан, отвори ми сина. Браво! Каква и да е стратегијава, за сега функционира. 3 рунди се одиграни, играме со 250.000 милион. Може би затоа што едната се наоѓа во неговата петка, а другата може би ќе биде во единицата која што за сега ја чува. А ја сонувала сопругата. Го сонуваше асот како ас или сонуваше еден како еден? Не, вика сонува еден, беше црвен и беше телевизор. Па, еден од најинтересните моменти што сте го запишале тука би бил токму за просувањето на вашата сопруга. А бејќи таа не дојде, можеме сега слободно да зборуваме. Од каде е, првин кажете ми? Од Скопје. Така, вие сте крушевчанец, така. Кога дојдовте во Скопје? 7 оделение. Се преселивте? Така, значи поголемиот дел од животот го поминавте во Скопје? Да, меѓутоа најинтересните моменти биле детството од Крушево. Во Крушево, секако. Добре. Ајде, што е поврзано со вашата сопруга? Па добро, како ја запросив, имам брат. Така? Го поздравувам у Канада со фамилија све. И сега тој побал од мене 4 години. И он идеше со девојка и вика, ја ќе се женам. Вика, ми кажа женската или ќе ме земаш или... Раскинуваме. Раскинуваме. Видија ти не? А ја идам со мојата жена, мислам сегашна жена, девојка, подолго време, и викам, брат, не може така, прво јас, па после ти. Мора редот да се спочитува. И кажам на жена, викам, брат ми реши да се жени, вика, и викам, да ги спредеме. Ај, ние пред нив. Тоа беше. И она што кажа на сето тоа? Она се сложи. Се сложи, очигледно се сложи. Да. Кажете ми колку време бевте фактички пред да го кажете тоа? 2 години. 2 години, сосема. Слуша, не знам дали погоди. Сосема, кој ќе се вратите ќе видите. Сосема доволно за да ви каже да и за да е после толку години заедно, нели, сватите дека е тоа така, значи ве убрза вашиот брат. Да. Вие баш и не ви се брзаше. Тогаш. Па не баш. Имаме една песна. Ајде, да, за кратко. Да го слушнеме банкарот, ќе ја слушнеме и песната. Банкаро? Бенкаро. Мистер Бенкар? Прашува банкарот за каква песна зборувате сега? Мислам, што е тоа, рецитација? Да, рецитација, меѓутоа, ако дај пари банкарот, ќе испееме. Мислам, за вас е песната. Да, банкарот вели, вака били банкарот, обожавам поезија и инсистирам да ми ја прочита, бидејќи оваа понуда ќе му се допадне. Може така? Може. Ајде. Ја ќе му кажа на банкарот, имам 2 песни, една народна, една забавна за вас, па ако дај некоја пара, ќе ги спееме. Добро. Колку банкарот? И само некој професионал.
Абе, престани, кажи ми колку е понудата. $32,000 конечно кажа. Не му се кажува, ова е една убава понуда за број 3. Песната ќе ја прочитам или нема да ја прочитам? Ќе прочитам, ја мислам да ги требаше да... Не прочитете ја, па да ми кажете. Песна, овака, живот се вика. Живот се вика, ајде. Некои лисја пожолте, некои паднаа зелени, некои куки станаа палати, а некои останаа карабини. Некои жени се љубени, некои недоволно, а некои жени, како наша Лила, од сите нас се обожувани. Благодарам, Гоце, баш убав. Види го овој. Остај бе, остај да уживам во комплиментите. Сакаш се да уништиш, што сакаш сега? Вели банкарот, јас му дадов убава понуда, он песна тебе ти пе. Ма немој. Не ти се може. 32,000 банкару. Сакаше да ја симне на 25. Замисли, лут. А ја еден предлог до банкарот. Повелете? Овака, ако дај уште 32, уште 8,000, Така? ќе ја прифатам понудата. Ќе се откажете И од... уште тие две песни Ќе ги добија. спееме. Не, ќе ги спееме, не ја да ги спеам. Така? Ја пишам текстови, него Така. ќе испее, еве, група некоја ваму таму, Така. мислам, Се така. радувам. Добро. Ти причекаме малце. Не бе не дава. Те чека да сгрешиме кој е давање. Шо пиеше денес? Од моите апчиња денеси. Не се знае што ти било на мени денес. Кажуве, банкару. Да. Да. Банкарот нуди 40,000 денари. Прифатен. Сериозно. Да. Побаравте, добивте, друштво, вие се согласувате ли со ова? Јас не. При јас не, многу брзо ми дега. Чекайте малце сега. Не сакаше да ве исконсултира. Бојан, ништо не кажа, кажувај. Се Мислење. согласувам со него. Како? Се согласувам со Се него. согласуваш со него? Па има 250,000 милиона кој е во неговата кутија, ако сега не отвори ништо, знаете ли колкава висока Има понуда и ќе добие? 20, 30 и 40. Значи 40,000 денари продадена е петкава, така? Продадена. Ова не се случило до сега. Ајде, мислам на овој начин сакам да кажам. Вака сега, ќе видиме дали пропуштивме висока сума во петката, зошто кај ви дојде сега таа идеја за 40,000 идеја? Па така у стартот си тргна, викам, ако земам 40 ќе се откажам. Али мислам, ја ветив нешто, нели? Така? Ветив две песни, Да, така? да. Дека ќе бидат испеани и ќе ви бидат доставени. Така ќе ги доставите, па ќе ги дадеме да ги... Преку YouTube на оваму таму, Така, мислам. така. Така, едната е народна, едната е забавна. Така се разбравме. Така. Само уште да најме кој ќе ги испее. Ќе најдеме? Ако треба ја ќе се жртвувам, јас си ги... Што, Джоле, ти? Јас си мислам не е проблем. Добро, па грлаци да ти кажам, ајде. Ја и Джоле у дует. Луѓе, продолжуваме. Интересна ситуација. Сега играме да видиме како би играле. Ајде, исто одека. Ајде, продолжете. Петка. Ово е 11. Ајде, Мирче. Коза Белја, 750 денари. Продолжуваме.
Ова е 15. Тамо е Славица, број 15. 205, што браво, продадена е, Веснич, продадена е. 250.000 и милион се уште во игра. Повелете го се. Седумка. Да изигра. 7 очигледно е отворена, да не 17-ката всушност. Добро, видите нека е друга. Уште една, да видиме која двете невисоки се во игра. 20. Кај е 20-ката? Кај Мито? Ајде, Мито. Да видиме. 20. Ау, луѓе. 250.000 милион останаа во игра. Танте е разочаран, а исто и Јани. Кој? И ти, Весна? Првата комшика. Игор во единицата, само малку да ги видам, да ја видам поддршкава, да ја видам. Дечки, па чекај вака сега, кога дојдовте, не ви кажали, например, дека планира дока 40 да се откаже, така ви дека така мислел? Не. Не ви кажа така. Немавме време. Немавте време? Да. Добро, а зашто не ги сконсултира, например? Види, значи, пресудно беше пазарот, така. Ако не прифатеше банкарот, ја кидев дајде. Така, тоа велам, нормално, Ама он да. прифати, сега се договоривме. Види на банкарот, колку ќе ги види двете што се во игра, се плаши дека е една од нив две во вашата кутија, не му се му одговара, разбирате? Така што, он за тоа, вика сега, нека ми ги остави овие две, нека зима 40, ме разбирате? Тоа е логиката на банкарот, ако некоја логика има, а Бојан само се согласи. Што да правиме, Танте? Повелете? Јас да и дупло сума да ми понуде, нема да ја прифатам. Немаш да ја прифатите, Јани? Исто. Исто. Бојан, зошто се согласи со Гоце? Рече, јас се согласам. Верува. Како? Му верува. Па да, ме гледаме се дека грешиме, не само грешиме. Ама еден елемент забораваме. Ајде. Така, значи ја ако не ја прифатев, тогаш други карти ќе излечев и ќе го излечев милион. Сега, што би било кога би било? Па добро, ама све што би било кога би било. Ама кецот го остави на страна, кецот од жената има висока струја. Така, да, точно. Еве се нека биде се така да видиме што ќе отвори. А и кажавте на сопругата дека планирате така да играте? Дока 40. Па, И кажавте или не? Добра. Многу сакал вакви надпреварувачи. Били до 40, абе не се расправам воопшто. Добро. Повисока е ова од 40.000. Сегашната понуда ќе беа 65.000 денари. браво. За сега. Петката за сега според банкарот вреди 65.000 денари, затоа што 1.250.000 се уште во игра. Имаме една што не ја играме, како што знаете, односно две, неговата петка и единица неговата сопруга. Ја играме предпоследната рунда и многу ме интересира како ќе биде. Повелете. Осмица. Ајде, командире. Отвори. Не бе, Белја. Марфи. Која е следната? Следната 18. Sad дека, ја имаме. Кире, што разговарате со Сладжана, кажувајте? Сигурен си? Чекај малку. Сладжана. Не, сега не ве оставам, дор не ми кажете. Така човекот, му се кива, му се кашла нешто, не знам. Без кашлање. Кире, мислиш ли дека имате нешто високо? Не, слушам. Дали имате високо нешто? Мислим. Па, мислам. Ама дај Боже да имате, ајде отворете ја. Ние сакаме да имате сега. 2000. Луѓе, уште една. Дајте сега, отворете го милионот. Ајде, ако не е кај вас. Ако имате среќа и кај вас да биде, ќе биде штета. 14.
14-ка. Последниот избор. Значи вака, од поддршката имаме двајца многу разочарани, еден неразочаран, ама сите тројца ќе ми кажат која ќе да знаеме што има таму. После? Не сте вежбале. Која ќе да знаеме што има таму? После реклама. После рекламите. Ќе го закупиме, ама бато имаме едно барање. Сакаме свадба со сите украси, торти, декорации, како што треба. Што треба ќе направиме? Прво ме реков 40.000, ама имате малку гости. Нека биде 30.000. Весело и гласно. Запејте од срце. И фатете ритам со мераклиското оро. Сабота и недела, 16 часот и 30 минути. Мерак Меана. Сабота и недела во 10 часот. Ново предплатне и нов почеток на сите лоби од Качамак. Забавна програма во живо. Денеска ќе уживаме во најдоброто од Македонија. Нови убавини и нови вкусни содржини во новата Качамак дружба. Секој изминат викенд е најава за убавините кои предстојат. Сабота и недела, 10 часот. Качамак. Забавна програма во живо. Субота вечер резервисано за емоцiju, dobru muziku i vaš omiljeni show program. Da si moje nadahnuće samo ti. Imao je kapacitet da to uradi bez obzira na bolest. Naravno, ja se ne slažem. Ima ovde neke hemije između njih dvoje. Oni se stalno svađaju. Trebalo je već tad da ti dam glas, ali sam namerno malo nervirala Sanju. Reku da nisi zaboravila slučajno. Ne, taman posle. Ko se to meni zaljubio, ko to uvek pitate. Во сабота, 21 часот и 15 минути. Звездите на Грант. Младиот пензионер, инаку електроинженер, по потекло од Крушево, живее во Скопје долги години, Гоце Лозановски. И сукутија број 5 која што е продадена, видовте како и на кој начин ја продаде, за 40.000 динари, пропушти околу 65 во претходната емисија. Но дали пропушти многу повеќе, дали во ова петка има една од двете највисоки, или не сгрешил толку многу, ќе ни каже Билјана. Билјана, отвори кутијата. Добра е, го најдовме. Може аплауз. Го најдовме милионот, сега малку помалку ни е криво, но ќе видиме само во случај од 250.000 се во петката. Гоце, велите дека имате желба да одите во Канада, тој е кај вашиот брат предпоставувам. Дали, што немате желба? Ви помина желбата, што? Знам, така реагирате. Па некако така. Па да, па не. А не сте биле? Не. А зошто не сте биле? Колку време е таму вашиот брат? Па доста. Доста време, не сте биле во Канада? Нешто не ве влече толку многу, а? Па бев у Австралија 2 месеци. И мислам прошетав доволно по светов и така нешто. Него го влече навака. Тие далечни дестинации нешто многу не... Многу патување, многу така. Има пат бога ми таму. Ќе те пратиме на Фиджи, готово, уживај. Колку ќе беше сега понудата? Колку? Да? Понудата која што беше еднаш одбиена, па потоа додадена. 30.000 динари повторно ќе беше.
ќе одбиеше 32 пати, ви додаде 8.000, па земавте 40, замислете, повторно ќе се вратевме на 32.000 динари. Во случај да не ја прифатевте тогаш, како што рековте дека немаше да ја прифатите ако не беа 40, дали ќе ја прифатевте или ќе одевте до крај? Ќе се пазарев пак. Како? Ќе се пазарев пак. Пак ќе се пазаревте. Значи, мислите дека пак ќе стигнете до 40.000. Пак ќе се пазарев, да. Добро, Гоце, последната рунда ќе ја играме, така? Па сега... Ајде, значи ќе се пазареше. Ама ако ви одбиеше пазарување до додавање, ќе ја продолжевте или ќе ги земевте? Ќе продолжевте. Во ред, луѓе, 250.000 динари се во игра и се можеби во неговата петка. Ако се во неговата петка, тогаш значи дека баја ги ефтино сме ја продале, или ако е во единицата од сопругата која што тој ја чува, ќе значи дека сме пропуштиле многу пари, но ако ги отвори, тогаш се горе-долу 65.000, 15.000 колку сме пропуштиле. Ајде, повелете. Па сега кој чувате единицата, почнете да ги отворате и онака. Да, за да не се мачите, ако ја чувате единицата, отворете кого сакате. Ајде. 22 ќе отвори. 22 ќе беше. Ајде, Иван. Ни 10.000 немаме. Ау. Луѓе, Гоце има 250.000 или нешто сина. Ќе видиме. Не, кецот ќе очуваме. Ќе очуваме дефинитивно, а? 17-ка. Полека. Лиде, отвори. 250.000 се. Кај Гоце, чуваната единица, кај Сладжана и нечуваната 16-ка. Пред да отвориме, само да ми кажете мислење искрено. Каде се 250.000? Во кецот. Мислам кај Гоце. Кај него? Бојан? Искрено? Значи не мислите дека 16-ка? Тоа не го мислите. Во ред. Дефинитивно? Одиме со 16-ка, да, така? Да, 16-ка дефинитивно. Сихана, отвори ја кутија. Каква тишина. Каква тишина. 250.000 се во игра. Или се во сонуваната на професорката, или во неговата петка. Пропуштивме убава сума, ќе ја слушнеме, а мене ми интересира искрено Гоце каде мислите дека се? Не, таму има телевизор, овдека 250. Е вас. Кај Гоце? Добре, Бојан, кај се? Кецот. Во кецот. Интересна ситуација. Сегашната понуда за оваа кутија број 5, во која што се можеби 250.000, а можеби само 500 денари, се 87.000 денари. 87.000 денари. Гоце, немаше да продолжите, ќе ја прифатевте понудата, оти сметате дека не се кај вас. Да. Ќе ја прифатев и да мислев да е и некако. Немаше да ризикувате, сметате дека не се кај вас. Не, види, таква професија сум имал што не би требало да има ризик, мислам. Ајде, отворете ја кутијата. Дали за 500 денари, земавме 40, а можевме 87. Сладжана, браво за вашата сопруга. Како е името? Светлана. Господја Светлана, ве поздравуваме. Секоја ви чест, во право бевте, добро што ја чуваше, меѓутоа сепак не одеше до крај. Меѓутоа се тоа донесе до една ситуација каде што тој си зема 40.000, со кој што тој самиот се беше задоволен. Сега чекајте малку вие другари, освен Бојан, вие двајца бидејќи вие бевте за продолжување. Ајде што да правиме со 23-ката? Ако ја погодите двојно, 40.000 ќе го двоиме на 80, ете ги парите. Ама мора двојно да погодите. Половина бонус, исто ништо или двојно. Јас сум за да се оди. Дека? Бојане, комшијава некако Јас сум подршка. да ризикува или да не ризикува со 23-ката? Јас сум подршка, што ќе одлучи ќе го подржувам.
Вака, ја, ако би бирал ништо. Би погодиле, мислите? Не би бирале, туку би погодиле. И за тоа ништо имам една замерка, мислам, тоа ништо не треба да биде ништо, не треба да стои ништо. Добро. Може би да стои без добивка. Аха. А ја би кажал да стои убави спомени. Убави спомени. Може, прифатено. Се надевам дека тоа знаете како тие се правила од ендемол, така што тоа се нивни правила, меѓутоа знаете, интересно им звучи тоа ништо, затоа што и спомени и било што и без добивка истото му доаѓа. И сега тоа е нешто што го прави интересен квизот. Дали ќе играте? Нема да играм. А која кутија ќе играте? 23G. Повелете? Би играл. Отворете ја. Во случај да ја играше господин Гоце, 40.000 ќе добиеше исто. Значи немаше ништо да се смени, односно ниту ќе не изгуби, ниту ќе добие, а нам ни е најважно дека тој си побара покачување, тоа му беше интересно, му беше прифатено и си оди со 40.000 денари. Гоце, за крај. За крај беше многу убаво, интересно, занимливо, така. Тоа е најважно. Еве, дел од парите, сите пари од забава за забава ќе отидат. Секако. Тоа е тоа. Секако. Кој ќе му посакувам среќа на колегиве тука. Би ги поздравил сите роднини од Австралија. Брат ми од Канада го познаја со фамилијата. Сите комши, сите роднини, сите пријатели, колеги, бивши, така. Колеги, така. Тоа е тоа. Благодарам го, не беше драго што не бевте во нашиот квиз, бевте постојано насмејани, за путите неколку пати ве прашував, постојано ли сте насмејани? Вие сте навистина постојано насмејани, така ли? Многу подобро го познавате од нас. Сиорите со 40.000 денари, пропуштите колку? 87. Така иде муабето. Не пропуштите. Ништо не пропуштите. Друштво, фала ви што бевте со нас. Благодарам. Ете така, драги наши, овде завршуваме со ова издание на Се или нешто. Нашиот надпреварувач е задоволен со 40.000 денари. Можевме да земеме и многу повеќе. Чувавме вистинска кутија и се надевам дека ќе имаме уште подобра игра со повеќе пари во наредното издание Се или нешто. Убаво се сител, се гледаме. Пред 2-3 дена ја сонував. Вистина? Како беше сонот? Без мене? Без мене? Така, Последно време без мене сонувате сонови, значи не е фер. Кутија се носи број седмица, не знам, така нешто беше. Да видиме, само 100 денари. Ако се хајо си кавничата? Филип. Кога се роди Филип, ти си викаш готово. Ништо, никој не ме интересирате, сега одам јас. Кога се роди Филип и јас бев таму, вака сум се вртела у круг, не сум знаела накаде што да правам. Браво! Утре. Се или нешто. Заедно со Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Флекс Кредит. Пари за секого. Ајде да си речиме една песна. Една недела подоцна. За уште поголема возбуда. Концертот на Владко Миладиновски. Концерт за паметење. Концерт за навека. Веднаш по Качамак. Недела, 12 часот. Премиера. Концерт на Владко Миладиновски. Ексклузивно на Сител. Нема, ама еве сме. Македонски песни гордо пееме. Без ама и без драма. Со новата Magenta 1 Unlimited одберете го вашиот нов Xiaomi смартфон по одлична цена.
Кога животот станува комплициран, Емкеш? Емкеш. стави ги работите под контрола. А со секој кредит до 31 мај, влези во игра за награда од 111.000 денари. Специјални цени на одбрани пеко машини за садови до 6 април. Ајде во Нептун. Побрзај во Прима, каде што те чекаат топ гарнитури по уште подобри цени. Комфорот никогаш не бил подостапен. Овој месец искористи ги неверојатните попусти на непродаваните модели. Прима. Малата Мила сонуваше крила. Тавор мрдаше планини со својата сила. Магична вила